се наоѓаме во период каде што се идеални услови или оптимален период на сеењето на житните култури, поради подолг период на суша, сведоци сме на високи температури, и пред се и на суша. Овие високи температури се неблагопријатни за влагата на почвата, брзо доаѓа и испарување на влагата на почвата, се оневозможува сеидбата на житните култури. Не се препорачува во оваа прилика, во овие вакви услови да се врши сеењето на житните култури, затоа што во колку некои се осмели или премини кон сеењето на житните култури, тогаш доаѓа до одредени проблеми во однос на поникнување, затоа што знаеме при сува обработка на почвата, доаѓа при првиот дожд може да дојде до создавањето на покорица на површината и слабо поникнувањето на житните култури, односно на самите земјиња или растенија. Затоа препорачувам да се почека да дојде бран на дожд, според наши сознанија може ќе почекаме и 10 дена, но сепак сеењето на житните култури може да се изврши до 15-20 декември, некои години се вршили на 10 декември, па немало проблем. И рековме порано да падни дожд, да може да се обработат после површините, да се изврши сеење, него сега на ваква суша долга и на суви почви да се врши сеидбата. Што се однесува до ѓубрењето при обработката, препорачува да се внесат ѓубрива, затоа што не е исто да се внесат овие основни ѓубрива од типот на НПК, скомбинирано и со микробиолошки ѓубрива, и понатаму на пролет ѓубрењето со азотни ѓубрива. Затоа што азотот е едно, а фосфор, калиум и микроорганизми, односно бактерии, кои што ги разложуваат овие хранливи елементи, е сосема друга. Значи, треба да се направи комбинација од помеѓу овие два вида на ѓубрива и да се изврши сеидбата. И сосема на крај, би сакал да ве потсетам дека норма на сеење сега, во колку семето е купечко, се движи од 25 до 30 кг на декар, во домашно се, ако се земи домашно семе, нормално претходно запрашано, норма на сеењето е од 30 до 35 кг за 1 декар.